Се наоѓаме во киносалата во Делчево. Сала која што некогаш била преполна со заинтересирани граѓани кои што сакале филмовите да ги следат на филмско платно. Оваа сала која што собира околу 200 луѓе, некогаш била преполна, па дури некои луѓе и стоеле од голема заинтересираност. Сега, како што можете да видите, оваа сала е празна и веќе неколку години, околу 15-тина, можеби овде веќе филмови не се прикажуваат. Никола Арсов е еден од трите кинооператори што ги спремале филмските ленти за проекција на големото филмско платно. Тој со радост се сеќава на времето кога во ова кино се прикажувале и по 2-3 филмски представи и кога салата била преполна со публика. Тој ќе ни раскаже како било некогаш, колку била посетена оваа киносала, со каква техника се проектирале филмовите и како течел процесот на припремање на одреден филм за да може публиката да го гледа на големото филмско платно. Ако некогаш се прикажувале по 2-3 филмски представи дневно, сега едва и се прикажуваат по 2-3 годишно, вели Никола Арсов. Кажете ни, од кога во општина Делчево постои кино? Кога делчевчани прв пат се сретнаа со прожектиран филм во кино? Прв пат во Делчево со проекции на филмски представи е почето пред околу 50 години. И тоа во старото кино покрај реката Бреганица. После тоа кино се сруши и дојдовме тука. Немаше тога ни кабловски телевизии, ни телевизии што стално се дава филмови, ни видеа. Со почнувањето на филмовите со проекции во киното имаше многу гужви. Се правеаше гужви некаде околу пред почеток на филмската представа, сигурно 2 до 3 сата и во две редици, додека се дојдат да се купат карти, а останатите кои немаат купено карти, се чекаше за втора или трета представа за да го гледа филмот. Дали картите тогаш беа скапи или беа достапни за сите граѓани? Сега зависеше и од филмот, ако е некој познат филм и поскап филм, зависи од цената на филмот, се ставаше цената и на влезниот билет. Се во зависност од филмот и цената на набавениот филм. А во старото кино имаше едно платно во Виставизион техника. После се набави платно со синемаскоп, во синемаскоп техника и мисля дека со набавката на синемаскоп техника уште повеќе посета одима. Кажете ни некои од попознатите филмови за кои што имало така поголема заинтересираност. Попознати филмови од македонските ќе кажа Мистон, Солунските татори. Од странски имаше многу посета на индиските филмови, оти беа многу, така да речем, жални. Имаше филмови вестерн, имаше многу посета на нив. Имаше карате филмовите со Джеки Чен, со Брус Ли. Последниот филм што имаше посета највеќе беше Титаник. Најпоследен ми се чини дека беше и после почна да стагнира посетата за
посетата за филмските представи затоа што излегува Кое време почна да стагнираат? некаде 1998-99 кога излегува видеото, а после видеото излегува DVD-та со CD филмовите и за време на видеото се отворија многу видеотеки и видеоклубови и постепено почна да однемува посета. Не беше само тука пример и во Скопје некаде околу 5-16 кино остана едно мисичине, едно кино сега работи. И во последно време излегува телевизиите, кабловските телевизии, што на секој канал има скоро секој ден и цела ноќ филмови што се даваат на кабловските телевизии. Што мислите, која е разликата помеѓу гледање филм во кино и гледање филм на телевизија? Дали има некоја разлика? Каде е поубаво да се гледа? Разликата е голема на филмското платно гледање филмови и филмови на телевизија. Друго е да бидеш присутен во сала и на стол да се седне саат и пол некаде да се гледа на платно филмот, бидејќи и тонот е добар и бидејќи сликата е голема, а друго е да се гледа на телевизија што е мал екранот. И поголемо задоволство е. Сега зависи филмската техника со која е опремено киното. Има Dolby стереотехника и има обичните киноапаратури кои се на светлосен тон. А на Dolby стереото се и на магнетен тон, када ние немаме некои можности за набавка на такви апаратури, а немаме можности и за тоа што немаме соодветна сала за таква опрема за филмови. Голема е разликата од гледањето филм на големо филмско платно и гледањето на телевизиски екран. Киното некогаш било единственото место каде граѓаните можеле да излезат и да се дружат, бидејќи тогаш немало дискоклубови, кафулиња и интернет кафета. И сега граѓаните, они од постарата генерација, со задоволство се сеќаваат на времето кога филмовите ги гледале во кино. Тогава телевизори немаше. Киното е единствено расположение на ученици, на старци, некои нови филмове и така работеше. Сега телевизор има, што ќе работи веќе? Точно били сме на кино, убаво беше, многу беше посетено, немаше телевизија, само таму можеше да еш. И што да ви кажа? Одлично беше. За своето, викаш за кино, еле? За своето време, додека беме помлади, сме одили. Се убаво, сега нема ни кино, само телевизија. Од телевизијата друго не сме никаде нема дека диеш, ништо. Штом нема. Доколку би имало сега, дали уште би одел? Па додека имало за нас постарите тешко. За другите не знам. Детството беше наубаво, мисля, кино кога имаше, од село додехме тука, беме задоволни и така. Беше со кеф додехме од селата, знаеш. Па на кино сам одел во гимназија кога учев до 85 и 6. После се затворија, намалеа се тие излезна речи го касетите, видео игри, тоа и после киното довде дали се имаше по 10 до 15 луѓе, до 15 карти и толку заврши. Каква е старата техника во киното во Делчево? Ние понапред имавме апаратури подвижни, со подвижните апаратури одевме по селата, дававме исто кино представи, филмски представи по селата. И таму беше многу посетено, бидејќи луѓето од селата малку од работата да поминат и они еден саат и пол да одморат со филмови. Ние располагавме исто со апаратури од постарите словенско производство MP21, после излегува
KN3, а сега се од овие апаратури што се од најсовремените Meopta 5XB и има други апаратури чехословачки што кај нас само има Meopta во Скопје и во Битола. Во Битола се исти апаратурите, така да кога на фестивалот филмскиот фестивал Манаки, луѓето од таму доаѓаше тука, земаваше делови во случај на некоја грешка или на некој дефект да стане апаратура, да има резервни делови од тие филмски тие киноапаратури. Колку луѓе беа потребни за да може еден филм да се прикаже на филмското платно? Во кабината? Во кабината зависи се од филмските представи. Ако се 5-6 представи, мора да има двојца, затоа што не може да се издржи од работата на апаратурите, од проекционите лампи, што испуштат иони, затоа се овие, речам, ќунци да излегува мириста нагоре и обтаврувањето на спремањето на филмови и најмалку двојца има потреба, повеќе представи. Секој ден ли се даваја филмови во киното Оделчо? На почетокот, кога работеше киното нормално, секој ден имаше представи по 2-3, во зависност од времето, дали ќе деновите кога почнуваат и ноќите, по 2-3 представи. Сега, после почна намалувањето на филмските представи со одимувањето на овие DVD-та. Дали паметите за некој филм да имало толку многу заинтересирано што не може да се прикаже во еден ден, па мора на повеќе пати да се проектира, да се дават? Ние филмовите ги земавме со договори за цела година. Се одише на уговори во градови кои има определат дистрибуцијските куќи за набавка на филмови и ги набавувавме филмовите за 2 и највеќе до 3 дена. Сега, в зависност дали е добар филм, од кој жарње, имаше по 2 представи, имаше и по 3 представи, и се зависеше од филмот. Ако е добар, по 2 представи или 3 дневно, на 2 или 3 дена, в зависност колку е откупен филмот. Тога се откупуваше за 2-3 дена и ако е добар филмот, повеќе пари, ако е послаб филмот, помалку пари се набавуваше филмовите. Што мислите, дали некогаш пак ќе дојде на мода да се гледа филм во кино? Дали кај нас ќе проработи киното во Делчево? Ја мислам дека ќе проработи. Најубаво е, ако сакаме да проработи, да се направи големата сала во во Центарот за култура во спомендомот на Аслом, спомендомот Аслом, да се стави техника која ќе одговара на простора на салата, на простора на бината и за озвучување најубаво ќе биде Dolby Stereo да се стави. Ќе мислиме дека ќе да има посетители од кога ќе се задоволат луѓето со гледањето на филмови и гледањето на телевизии и овие CD-та, модата на DVD-тата замина, ќе замине модата и на видеото, ќе замине модата и на DVD. Па мислиме дека ќе проработи и има шанса да пак има доволно посета и по 2-3 представи да се дава за 2 дена, зависност од купениот филм. Сега филмовите кога треба да се откупуваат, тие сега немаме можност, затоа што се скапи некаде околу 100 евра чини филму за еден ден или 2 дена, а ние ако дадеме 100 евра околу 6000 денара, ние посета нема да имаме. Тука се рачуна и се смета поштарина, се смета струја и немаме никако можност да собереме барем 10.000. Ако рачунаме ако сметаме дека има посетители 20 или 30, да се стави цената 50 денара, тоа е околу 1000 динара, а ние ќе потрошиме околу 7-8 динара за самиот филм и затоа намерно да одиме во загуба не треба. Ке не објасните ли подготовката како се припрема филм за да се пушти на филмското платно? Филмот ние кога ќе дојде, кога е изнајмен филмот, го добиваме се во зависност од должината на филмот, го добиваме од 5 чина
не до 7, 8, 9 чина за дали е саат и пол или 2,5 сата и го спремаме тука на овие моталици. Го спремаме на ролни, од овие ролни доле, или од поголемите ролни или помали ролни. Сега под филмот се спрема некаде од ролна и пол до 2 ролни. Тие ролни се стават на овие апаратури што се уклучува апаратурата и полната ролна ја ставаме тука, горе, за кога филмот се прикажува, оди преку објективот, од тука оди на филмското платно доле, а доле се ролната готова филмот прикажан на платното се собира доле на долната ролна. Ако има втора представа, филмот кој е прикажан се премотува на другата моталица и пак се става тука озгоре. Тоа е техниката. Овие се, како што реков, најдобри апаратури до сега се, додека не набавиме Dolby стерео апаратури. И работи на 220 волти. Само апаратурата не може да, моделот бидејќи е модерна, не може да работи без да биде загреана апаратурата со одговорна температура на кабината кај се поставени апаратурите. Бидејќи не може да запали лампата и не може да крене ролната да се прикажува филмот. Има ли разлика да гледаш филм на кино, во кино и на телевизија? Има голема, доста има разлика. Како да ви кажам, има доста. Па, како да ви кажам, мисля дека е поголема слики тамо, како живот е и така. Па на кино во това време тога и беше убаво, затоа што се собереше младежо, па некои постари луѓе, например и деца се водеше, имаше мерак да идат и таму седеша до овие саат и пол, 2, имаше и муабети, и смешки, и се, и сметање на проекцијата и на... Па добро, па и нешто апаратурата не беше виран, стално се кинеше филмот, стално имаше прекини. Некој пат Азис, Бог да го прости, излезеше на бинат и го раскажеше. Исто како да сме гледали, шоу беше, смешка. Дали му недостига награда од кино? Па веројатно му недостига, пошто овај младеж се по дискотеки таму ваму, по тие кафичи, скрена од нормалниот пат, ја бар така мога да реча, и младината се упропастува со тоа, а ова е културно место каде треба да се собере. Кога би се прикажувал некој филм сега во киното, дали би отишли да го гледате? Па би, на некој начин, вака едноставно да не идеш у кафана да пиеш, да се опиваш, подобро да идеш на кино, тамо со 50-60 денара гледаш еден филм и си поминеш. Доколку би се прикажувал некој филм на кино сега, дали би отишел да гледаш? Зошто да не? Сигурно. Дали му недостига награда од кино? Мислам дека многу недостига. Многу. Мислиш ли дека младите сакаат да има во градот кино? Па, фала Богу, секој млад сака да иде на кино, да се порочи, да излезе во градот. Можеби телевизискиот екран го засени киното и филмското платно, но неговото значење е големо и граѓаните сепак мислат дека ефектите кога филмот се гледа на филмско платно се поголеми отколку на екран. Им недостига киното на Делчевчани, но дали некогаш повторно ќе заживее, останува да се надеваме.